Благодарам, председателе. Почитувана колешка, вие имате право да поднесете интерпелација. Освен што имате право, имате и обврска, морална и секаква, како опозиција, да ја контролирате работата на владата. Но при тоа треба да исполнувате неколку услови, меѓу кои интегритет и кредибилитет. Знаете, ова денешно изгледа како некој родител што го напуштил семејството на неколку месеци и сега се враќа и кажува што сте било погрешно. Тоа така изгледа овој денешен ваш настав. Ајде да не бидеме негативни, ајде да видиме што ни е тоа што ни е заедничко. Сакаме сите НАТО и Европска Унија, околу тоа ќе се согласиме. Сакаме реформи, силно судство, независно, сакаме да имаме администрација која што е ефикасна, ефективна, сакаме квалитетно образование. Еве ова се стратегии, мерки што беа донесени и закони во изминатиот период од владата заедно со ова парламентарно мнозинство. За жал, вие не бевте тука тој период, за да видите кои се тие мерки, декларативно нели ги поддржувате. Вие избравте да бидете надвор од собрание. Исто така, во моментот кога се вративте, дадовте 36.000 амандмани за да ја блокирате работата на собранието. И сега тука дискутираме дека сакаме реформи. Исто така ми е многу жал за новите квалитетни закони за образование, каде што имаше и јавна дебата, каде што има закон за математичко-информатичка гимназија, за високо образование. Не дојдовте евентуално да го подобрите со некои ваши текстови, со некои ваши предлози, значи отсуствувавте од тој дел. Искрено ми е жал што станувате во тој меѓупростор на така декларативна поддршка, а фактички еве на некој начин е обструирање на процесите. Некаде помеѓу стурањето на чаши со вода и некоја ваша перспектива од која што поинаку ги гледате работите. И навистина ми е жал, затоа што во голем дел од вашата пратеничка група има исклучителни луѓе кои што се професионалци и со голем капацитет и политички и професионален, што и понатаму остануваат заложници на една политика која е погубна од минатото. Ако успееме да дефинираме што е тоа парадокс, парадокс представува да ги правите работите на ист начин, а да очекувате различни резултати. Тоа го правите цело време. И затоа не треба да се лутите на колегите кога ви ги спомнуваат работите од минатото, бидејќи се додека не се дистанцирате од тој дискурс на минатото раководство, се додека не се одделите од таа политика, не може ни граѓаните да ве сваќаат сериозно и уште долго време ќе пишувате неиздржани интерпелации. Ви благодарам.